Општина Куманово не инвестира само во централното градско подрачје, туку и во руралните средини, а проектите не ги дели ниту по етничка, ниту по било каква друга основа. Се гради таму каде што има изработени проекти, рече градоначалникот Максим Димитриевски на вчерашната седница во однос на развојната програма на локалната самоуправа за годинава и обвинувањата од советниците дека се инвестира само во одделни делови од градот. Димитриевски потенцираше дека советниците првпат разгледуваат реална квалитетна развојна програма која што до крајот на годинава ќе биде успешно реализирана, според него најмалку 90%. Општината имала проектна документација за овој брз ребаланс на буџет, изготвена готова проектна документација, видејќи сега сме веќе помината половина година. И ставаме готови проекти кои што веќе ги имаме, на кои што можеме или имаме издадено градежни дозволи, или издаваме градежни дозволи и да можеме да ги имплементираме до крајот на годината. И тоа е една од причините зашто во населба Карпош имаме толков голем број на проекти. Но ако се вратиме назад и го поделиме градот според број на жители и така натаму, ќе видите дека имаме некоја општа средина каде што се држиме по бројот на проектите. Па за нам граѓаните во руралните средини, ќе ги набројам: Лопате, Режановци, Уминдол, Ново село, Љубодрак, Черкезе, железничка станица, очекуваа дека ќе имаат таков градежен бум на почетокот на оваа година. Но успеавме во целост да го реализираме до сегашниот буџет. Ова што денеска го гледате вие како советници и граѓаните на општина Куманово е еден реален документ кој што јас гарантирам дека во 95% пред вас ќе биде реализиран. Видете, успеавме, не Максим Димитриевски само, сите вие во оваа сала, видејќи вие ги носевте одлуките. Успеавме за помалку од една година да изградиме комплетна школска или училишна инфраструктура што не беше изградена со децени. Значи, реконструкција на спортски игралишта. Ако ме прашате зошто спортски игралишта, па да ги извадиме младите, цел ден се на телефоните дома во оваа корона криза, да ги извадиме од внатре. Значи, комплетна гимназија, комплетна економско училиште, комплетно техничко училиште, основно училиште Вук Карајич, на Инфрашери, дополнително игралиштето на Кошеви, дополнително игралиштето во Долно Којнаре. Дел со заштеди, но добар дел и со собствени средства на општината. И не застануваме тука, продолжуваме пред вас и бараме подршка, а претходно добиваме подршка од владата за доградба на спортските капацитети во основните училишта. И повторно има паритет. Со дополнителни 11 милиони денари кои општина Куманово ги доби преку програмата за рамномерен регионален развој, ќе се реконструира и уредува и внатрешноста на спортската сала, а веројатно ќе биде реновирана и малата сала која се користи за тренинзи на боречките спортови. Димитриевски зборуваше и за обновата на железничка станица, но и за реконструкција на домот на АРМ. По рамки на тие средства ќе се обидеме да ја реконструираме и салата на боксерите во нашиот град, која што е за целосен респект и веруваме дека еден ден ќе имаме одлична сала во која што ќе продолжат да тренираат нашите боксери и останатите боречки вештини кои што биле некогаш на цена во нашиот град. Што се однесува до прашањето за железничка станица и проектот, убаво е забележано од страна на советникот Петрушевски. Работиме на заеднички проект со македонски железници. Тоа е еден од најстарите објекти во градот, железничката станица, која што во моментов се наоѓа во многу лоша состојба и договорот е општина Куманово да изработи градежен проект. По однос на реконструкцијата на домот на АРМ, и јас посакувам да имаме во иднина реконструкција во домот на АРМ и спортските капацитети таму, и ќе се заложам до максимум оваа проектна документација која што е во фаза на изработка, а е лично побарано од мене до надлежниот сектор за комунални дејности да направи проектна задача,
да се isprojektira, да видиме колку сето тоа ќе чини, а потоа во иднина и да го имплементираме. Кружниот тек на влезот на градот, уредување на речното корито од градскиот парк кон Средорек, целосна реконструкција на главната улица во населбата Тоде Мендол, околу 9 километри инфраструктура во руралните средини во текот на оваа година, инвестиции во основните и средните училишта, спортските терени и објекти се само дел од реализираните проекти на општината.